Желбата за политички камбек и место во парламентот веројатно тлее длабоко во оние кои сугерираат дека со своето однесување не би дозволиле низ гласањето да се провлече непочитувањето на партискиот став. До тоа веројатно и не би дошло ако таму замавнала цврстата и долга рака на вистинското ВМРО. Јас да бев таму секако, како што стоев, некој како пружеше тоа раче да кој ќе го плеснем. Абе кога ќе го плеснем, стаат, да е 3 дена го зборувам тоа. Абе денеска нема да можеше кафе да се напие со рака. Затоа што тоа ни ти е тепање, ни ти е. Сум го удрил по рака. Оние пак што не само раката, туку и главата ја ставаа во оган за да ги одбранат ликот и делото на оние кои сега ги нарекуваат материјалисти. Изгледаат навистина чудно кога вербално креираат криминални коалиции и ги групираат во тајфата предавници, баш тие, чие родолюбие на истиот начин практично го величаа. Овај чин и овие повлекувања не би рекол ништо поинаку на двајцата министри и на директорот на Управата за безбедност и контрразузнавање се врвно патриотско однесување на тројца врвни функционери во Република Македонија. Постојат тврдење дека судирот е измислен, иако тоа не е многу веројатно штом резултатите од неговиот исход, барем за оние што биле или орбитирале околу партијата, покажува кој е човекот кој од позадина раководи и се уште ја држи во своите раце диригентската палка. Да ви биде јасно, Груевски ја командува партијата. Значи, Груевски, Милена Киевски, со име ги кажувам. Значи, сите овие таму што ги гледате се нивни производ. Значи, Јанушев, Димовски. Тие што не веруваат дека внатрешната драма е изведена по директива, која само ја реализираат политичките деривати на поранешниот лидер, можеби ќе ги изненади фактот дека таквиот реванш кон партиските неистомисленици е осмислен и запишан во Конгресниот тестамент. Но крајниот исход е предавство на партијата од голем број поединци на значени позиции. Се знае точно се, сите и секаде, со име и со презиме. Новиот претседател и новото раководство не смее да го игнорира ово. Ке го послушате ли советот на вашиот претходник Груевски, кој на Конгресот ви порача дека треба да расчистите со предавниците внатре во партијата? Ова прашање веќе не заслужува одговор, бидејќи тој е добро познат. Остварувањето на желбата да се расчисти со ренегатите е партиска задача, но потребата за вистинска, а не козметичка реформа е обврска кон граѓаните. Извинувањето доцнија можеби никогаш нема да дојде, со оглед дека изгледа на вистина се ужива во улогата. Дали ова ќе биде ваше седиште, ќе се идентификувате со градбите на Никола Груевски, со овој барок што го гледам околу себе, со неговите портрети? Се идентификувате со оваа зграда? Не станува збор дали ние се идентификуваме, битно е дали е тоа функционално или не е функционално. И на крајот, прашањето за функционалноста има тесна врска со идентификацијата, бидејќи незе, освен реминисценции на злодоба, ја карактеризира и конјунктурност со оние, чии стрелки на компасот покажуваат на истата страна. Малку француски веќе живели уште еднаш. Ајде, уште еднаш за крај на емисијата. Така, ви благодарам уште еднаш, до некој наредно гостување. Не е за Европска Македонија. За руска? Вие зашто не има се евроазиска. Евроазиска. Да, се слушнал за така. Малку и понатаму. Да, тоа значи дека заедно со Таџикистан, со Туркменистан, со Азербејџан. Ти со кој кодиш? Ти кај кодиш? Вие продолжите, јас ќе одјавам емисијата, почитувани тука е крајот на денешното издание. Ако ова се премислите и ако се има предвид начинот на кој се комуницира, тогаш апсолутно не постои никаква разлика, туку е лесно да се констатира знак на равенство и идентична и функционална и политичка идентификација.